si. Večno ja sakam ugostaja svoja, Skopje kaže mi. Црквата Рождество на Пресвета Богородица, позната и како Света Богородица или Пресвета Богородица Троерачица. Оваа црква се наоѓа во познатото Пајко Мало од левата страна на реката Вардар. Во минатото, во периодот 1835 се до спалувањето од бугарската војска во 1944 црквата била соборен храм на градот Скопје и седиште на Скопската епархија или митрополија. Патрониот светец на црквата, Пресвета Богородица, е заштитничка на градот Скопје. Најпрвин црквата Пресвета Богородица, како соборен храм и заштитник на градот Скопје, била изградена во 1204 година од страна на македонскиот средновековен владател Добромир Хрс. Изградбата била довршена во 1214 од неговиот син Стрес. Оваа црква постоела до 1688 кога била срушена од турците. По долги години, на почетокот на 19 век, повторно започнала изградбата на црквата посветена на заштитничката на Скопје. Според скопскиот трговец Хачи Коста, неимарите и копаничарите започнале со работа уште во 1809 а по 10 години чекање на одобрението за изградба од страна на султанот во Цариград. Кон крајот на Втората светска војна, во 1944 црквата со своите непроценливо богати иконостас и живопис била запалена од страна на бугарската војска. На почетокот на 1995 група на главно постари граѓани на Скопје основаат и регистрираат Сдружение на граѓани за обнова на црквата, при што истата година успеваат да го обезбедат поседовниот лист и да издействуваат изградба на црквата да влезе во дуб на Скопје. Во следните неколку години тие успеваат во самопридонес да изградат мал храм во близина на темелите на некогашната црква. Во 2004 година, познатиот скопски бизнисмен и поранешен градоначалник Трифун Костовски активно се вклучил во обновата на црквата. Благодарение на неговото ангажирање и финансиските средства, изградбата започнала во 2005 година. Профаната отоманска архитектура. Ова архитектура била многу развиена и разновидна по својата функција. Биле градени анови, безистени, амами, медреси, саат кули, водоводи, чешми, беговски конаци, фортификации и други објекти. Ановите и каравансараите биле градени како свраталиште што ги примале трговците со своите каравани на ноќевање. Од поголемите анови е зачуван Куршумли ан во Скопје, обновен во 16 век, потоа Сулијан и Капан ан. Безистените служеле како продавница за скапоцена стока и биле добро штитени. Покрај нив биле градени дуќани каде што се развивала трговијата. Зачуван е безистенот во старата чаршија во Скопје, а мамите биле постојан архитектонски инвентар. Изградени се поголеми, двојни или чифте амами и помали едноделни амами. Двојните амами имале одвоени групи оделенија за жени и за мажи. По својата концепција и начинот на затоплување, амамите се поврзуваат со римските терми. Градени се од камен и тула и покриени со куполи. Позначајни амами се Дауд Пашиниот амам, изграден во 1484 и чифте амамот кој потекнува од 15 век. Повеќе чешми и шадрвани ги снабдувале со вода на селбите. Чешмите биле присутни во секое мало и биле малски чешми.
За некои била доведувана вода со систем на водовод од подалечни места, а биле градени и аквадукти, како аквадуктот во Скопје. Шадрваните пак најчесто биле градени во дворовите на џамиите и имале определена функција сврзана со верски ритуали. Значајни акценти во населбите претварале саат кулите, градени на нивното средиште или истакната позиција. Сочувана е во Скопје саат кулата покрај Султан Муратовата џамија. Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi razum te sniže.